нешто што се прави во градот не sme да се прави без учество, без консултација на граѓаните, бидејќи тие се оние кои ќе ги живеат последиците во суштина од секоја политика што градот ја спроведува. Не сме со нашите пари градот Скопје да прави масакар на здрави, зрели дрвја во една од најзагадените општини во градот Скопје аеродром и во еден секако од најзагадените градови во Европа и во светот. Левица жестоко застанува против ваквото масакрирање на дрвјата, бидејќи сепак ова е наша животна средина, ние тука живееме, посебно овој народ кој што е од тука од овој дел, дефинитивно пречи. Има начини да се урбанизира и да се среди оваа улица, нели да се реконструира, меѓутоа сечата на дрвата е дефинитивно на кое што мора да биде спречено и да се наоѓаат други начини. Во принцип ова е една голема лакрдија, значи се планира да се продолжи онаму каде што застанаа само нивните интереси, а не интересите на граѓаните. И ова мора да се спречи. Ако немаме денеска паркобрани, имаме барем убави луѓе и интелигентни луѓе кои што знаат да направат правилен избор за својата општина. Секоја иницијатива која што значи заштита на животната средина заслужува поддршка. Општина Аеродром има проблем со сообраќајниот хаос, но решение на сообраќајниот хаос може да се обезбеди единствено преку соодветна сообраќајна студија. Се радувам што голема имаше реакција од страна на граѓаните. Ние реагиравме пред неколку месеци и верувајте ми дека ако треба со жив штит ќе ги браниме дрвата, нема да дозволиме ни едно дрво овде да се исече. Видовме у минатото како преле. Знаеле и у 3 са баље да сеча чутенката, знаеле и за празници, за одмори, да преку ноќ направат нешто. Еве, ние сме тука, сме окажали, нека си мислат, идат избори едни, идат после парламентарни, сега се локални, нека си мислат, нека си, зашто советичките листи кај што се, тука се од поише партии. Има некои моменти кога ако имају интерес на големите партии, одеднаш се сложуваат, посебно ако е делење пари. Знаеме, видовме и у парламент дека за 5 секунди може да се изгласа закон ако имају нивни интерес. Ова е се у наш интерес, баш ме интересира дали ќе има некој отпор и дали маце ќе подразмислат, зашто сепак и ова е дрво. Ова е дрво, значи било кое дрво е богатство. Не збориме колку е загаден воздухот и што значи дрво, знаеме. Дрво е дрво. И нас ни треба дрва. Зеленилото воопшто.